Насловна страна на денешниот дневник. Охрид го празнува денот на македонската револуционерна борба. Потребна е стратегија за спас на дефицитарните занаети. Македонија и Велика Британија потпишаа договор за авиосообраќај. Во недела во Охрид Розев октомври за подигнување на свеста за рано откривање рак на дојка. Сади Европската Унија со санкции против рускиот енергетски сектор. Со содржините на дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Жито маркети ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со повремени сончеви периоди и максимални 18 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, четврток кон петок, ќе превладува умерено облачно и свежо време со ноќни температури кои што ќе бидат во благо опаѓање. Во петок над Северно море ќе се наоѓа центар на циклон кој што во западна, северна и централна Европа ќе услови умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Стабилно време со зголемена облачност се очекува во поголем дел од Пиринејскиот и Апенинскиот полуостров. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со слаби и локални врнежи од дожд. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 12 до 23 степени. Во Македонија во петок, во утринските и предпладневните часови ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Во текот на денот, умерено облачно време со сончеви периоди и намалување на облачноста. Ќе дува засилен југозападен и западен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Минималните температури ќе се движат во интервал од 5 до 14 степени, додека пак максималните дневни од 17 до 25 степени. Во Охрид во петок, во утринските и предпладневните часови ќе имаме умерено облачно и нестабилно време со услови за слаб дожд. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно и ветровито време со сончеви периоди. Ќе дува засилен северозападен ветер. Минималната температура од 9 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во сабота ќе превладува умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 6 степени, максималната до 16. Во недела умерено облачно време со услови за врнежи од дожд. Минималната температура 8 степени, максималната до 17. Во понеделник облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд и дневна температура до 18 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет.
Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Planinski oči što pleskat pod vrvotve ezera oči nosat vedrini. Во очите светлина, во светлината живот. Гледај подобро, живеј подобро. Систина очна болница бај Промедикал офталмологија. Прва регионална очна болница Битола. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Се слави 23 октомври, денот на македонската револуционерна борба. Празниците се за да се подсетиме на историските факти, но и да ги пренесуваме на идните генерации, да ја знаат и чуваат историјата, затоа што таа е нашиот идентитет, велат историчарите. Се слави денот на македонската револуционерна борба. Празникот се празнува по повод основањето на македонската револуционерна организација во Солун, имено на 23 октомври 1893 година, по куќето на солунскиот книжар Иван Хаджи Николов во Солун се собрале 6 млади мажи за да ги стават основите на тоа кое што ќе стане символ и знаме на борбите на македонците за слобода.
На овој ден сите треба да се потсетиме на историските факти, но и да ги пренесуваме на идните генерации, да ја знаат и чуваат историјата, затоа што тоа е нашиот идентитет, велат историчарите. Па од Охридскиот регион можеме да ги издвоиме пред се нашиот охридски револуционер Христо Узунов, кој што е навистина познат во нашата историја, мојот индиректен прапрадедо Методија Патчев, кој што е исто така рамо до рамо со Христо Узунов, ги имаме уште и Кирил Прличев, кој што е еден од најпознатите револуционери, синот на Григор Прличев, ги имаме Петар Шанданов, Андон Узунов, Ангел Узунов, исто така браќа на Христо Узунов, го имаме Марко Бошнаков, Охридскиот Гемиџија, кој што за жал неговата глава ја носат во Охрид, меѓутоа тој жив не излегува од заточеништво. Овие се најпознати македонски револуционери, ќе го заборававме Петар Чаулев, исто така еминентен македонски револуционер кој што дал свој придонес своевремено. Охрид дал многу жртви за денешната слобода. Денес се оддава чест и на охридските револуционери, свежо цвеќе пред споменобележјата во градскиот парк. Свечена академија во чест на 23-ти денот на македонската револуционерна борба, каде што е предвидена и обраќање на градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков и програма во која што најпрво ќе земат учество учениците од Општинското основно училиште Свети Наум Охридски од Пештани, како и учениците од Средното училиште Свети Наум Охридски од Охрид и познатата еминентна охридска група Чардак. Во градскиот парк, пред споменобележјата на охридските револуционери, ќе биде положено свежо цвеќе, затоа што Охрид како град дал многу жртви во самиот илинденски период и во целокупната историја на македонскиот народ, затоа ја негуваме таа култура на сеќавање, почит и благодарност. Охрид традиционално со низа свечености го одбележува денот на македонската револуционерна борба. Вчера беше промовирана книгата Охридските фолклористи, а синоќа во Центарот за култура се одржа свечена академија. Постојано се намалува бројот на мајстори и занаетчии во регистарот на комората. Занаетите кои се потребни во секојдневното живење стануваат дефицитарни, а традиционалните постари занаети исчезнуваат поради слабиот интерес кај помладите генерации да ги наследат. За поддршка и спас на оваа стопанска гранка, но и да се мотивираат младите, потребна е стратегија за развој и итни мерки како субвенции и даночни олеснувања за млади и борба со нелојалната конкуренција. Во Охрид има само тројца кондураџи, за неколку години можно е да нема ниту еден. Пред 10 години имало 20 кондураџиски дуќани, но дејноста денес е дефицитарна бидејќи нема интерес кај младите. Потребна е стратегија за развој на занаетчиството и итни мерки за поддршка на младите со даночни олеснувања и субвенции, велат од регионалната комора. Јас имам напишано моја предлог стратегија, значи уште 2020 година, претходната стратегија заврши во 2020 година и јас напишав предлог стратегија до Министерство за економија, каде што се офатени сите занаетчиски дејности и како да им се поможи на занаетчите да го зачуваат занаетот, а истовремено да го унапредуваме занаетот со млади занаетчи. Стратегијата тапката во место е во 5-та година. Тука влегват и младите потенцијални лица кои сакаат да се занимаваат со занаетчиство, каде што точно е напишано кои поволности би ги добили од државата да би почнали да се занимаваат. Значи, мој предлог беше ослободување од персонален данок и придонеси од плата од 3 години за секој прво вработување за вршење на занаетчиска дејност, што е огромна помош за секој младо лице. Во државава има околу 1000 занаетчи што вршат дејност која е дефицитарна, што според занаетчиската комора е исклучително мала бројка. Тоа се занаети кои се потребни, а постојано се намалува нивниот број во занаетчискиот регистар, како водоводжи, инсталатери за парно грење, електричари, лимари, клучари, шнајдери и друго. Старите занаети пак кои се дел од традицијата и историјата се во изумирање.
Во изминативе 4 години за занаетчиите од дефицитарните занаети, занаетите во изумирање и традиционалните занаети, општина Охрид одвојуваше по 300.000 денари. Од регионалната занаетчиска комора сметаат дека и тоа е добро, но дека треба да се направи многу повеќе за овие занаетчии. Да се организираат повеќе саеми за занаетчиство, семинари за занаетчиство, бесплатни курсеви. Работничиот универзитет е под капа на локалната самоуправа. Тука све што може да му се поможи на оние кандидати за изучување на занает, за преквалификација. Борбата со нелојалната конкуренција имат премногу тезги по чашијата летно време и по кејот и Светинаум исто така, кој нема ни фирма. И сега истите такви занаетчи кои се регистрирани и си ги плаќаат редовно сите давачки према државата, не е коректно према нив. Значи не може некој ништо да не плаќат и да е на ударно место 3 месеци, тие се доволни за покријат цела година. Комората на занаетчии во предстојниот период ќе бара од Управата за јавни приходи и Државниот пазарен инспекторат координирано да се превземаат мерки за намалување на нелојалната конкуренција во занаетчиството. Инаку, оваа година во Охрид имало 5 новорегистрирани занаетчии, но и 6 кои престанале да вршат занаетчиска дејност, дел поради пензионирање, а дел поради неисплатливост. Минатата година во Охрид имало 16 новорегистрирани занаетчии, а 14 престанале да вршат дејност. Македонија и Велика Британија потпишаа меѓудржавен договор за авиосообраќај, со што се создаваат услови за нови линии и бројни туристи од Велика Британија, информира министерот за транспорт Александар Николовски. Заменик председателот на владата и министер за транспорт Александар Николовски и Киер Метер, британскиот министер за воздухопловство, поморство и декарбонизација, во Лондон потпишаа договор за редовен воздушен сообраќај помеѓу Македонија и Велика Британија. Договорот ја отвара можноста за воспоставување на нови директни авиолинии меѓу двете земји, а со тоа изголемување на бројот на туристи од Велика Британија. Како што истакнаа двајцата министри, преку договорот се овозможува поголема слобода и флексибилност на авиокомпаниите, ефикасно работење и нови услуги, додека за патниците се овозможуваат подобри конекции, нови дестинации и конкурентни цени. Вице-премиерот Николовски по потпишувањето потенцираше дека Македонија има огромен раст во авиосообраќајот во последната година и представува сериозна конкурентна земја во регионот, а тоа се должи пред се на спроведување на политиките на владата за развој на цивилниот воздушен сообраќај. Додаде и дека домашните аеродроми имаат огромен потенцијал да обслужат нови авиокомпании и патници. Со договорот се уредува и интермодалниот превоз, што е особено важен дел во карго транспортот, а исто така се постигнува и висок степен на заштита и безбедност на авиокомпаниите и патниците, утврдени преку ИКАО стандардите. Во недела 26 октомври ќе се одржи настанот Розев октомври, со кој се подигнува свеста за потребата од рано откривање рак на дојка. Иницијативата Збогум Буково во соработка со Сдруженијето на лица со дијабет Охрид, Уметничката едукативна академија Сјај и Сдруженијето Ретко е да си редок организираат настан со цел подигање на свеста за потребата од рано откривање на ракот на дојката и континуираната и постојана контрола. Со 5 километри надеж, поддршка и љубов, испраќаме порака дека ниту една жена не е сама во борбата со ракот на дојка. Вклучете се, прошетајте, трчајте или едноставно присуствувајте и поддржете. Секој чекор значи повеќе свесност, повеќе превенција и повеќе животи спасени, велат организаторите. Апелираат сите кои ќе присуствуваат на настанот кој ќе се одржи во недела 26 октомври со почеток во 10 часот на мостот кај Езерската полиција да понесат вода, удобни чевли и розево. Тука е крајот на првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието. Пријатно!